Добар ден, драги гледачи. Во денешнава емисија имам чест да ви ја представам Лиде, туристички водич, фолклорист, писател кој направи една прекрасна книга за етнотуризмот во Кратово и муавезот мислам дека ќе ни се води на една убава тема која на некој начин е презентација на Македонија од сите можни гледни точки. Лиде, кажи ми повеќе за тебе. Кога почна и како дојде до тоа да туризмот ти биде главна занимација, да не кажам? Поздрав прво до вашите гледачи, многу благодарам на поканата, на вистина една интересна емисија, ми се допаѓа вака што се концентрирате на туризмот. Всушност, мојата мотивација од секогаш било Кратово, со потикот татко ми кој што секогаш знаеше и гледаше перспектива дека Кратово има огромен потенцијал за туристи и ете, бидејќи сме работеле со невладини организации, доаѓале гости од различни држави и затоа јас одлучив 2012 да положам за туристички водич, положив тука на УТМС во Скопје. И решив, секако јас веќе 13 години се занимавам со туризам. Во првиот дел работев и други работи, односно јазиците, бидејќи тоа завршив на факултетот за филолошкиот факултет во Скопје, Блаже Коневски, англиски, француски и шпански, што исто така ми послужи во туризмот, бидејќи навистина е многу битно да се понуди и некој плюс јазик, бидејќи англиски знаеме дека фала му на Бога сите знаат во денешно време, учиме во училиште да преовладува, имаме повеќе колеги кои што работат, затоа е потребно за да се истакнеш на овој пазар во туризмот да понудиш нели други јазици. Јас можам да кажам дека со шпански почнав малку поодамна, околу 2018 година поактивно да го користам за тури, а француски почнав лани после долги години некористење на јазикот, но можам да кажам дека јас сум малку строг критичар, не сум 100% задоволна се уште од мојот француски, но сум водела повеќе групи од различни држави, од Франција, од Швајцарија, од Мароко, и тие се задоволни, до сега не сум имала никаква поплака, дури тие ме фала дека ми е добар францускиот. Јас задоволна сум од вокабуларот, од нели зборовите кои што ги познавам, но секако изговорот малку е специфичен на францускиот јазик, но тие велат дека токму тоа го дава шармот, бидејќи нели го немам оној францускиот акцент. Битно е нели да се разбираат она што го зборувам, бидејќи работев и 7 години како професорка, не толку досадно, но сепак треба да знаеш да ги објасниш работите за да можат јасно да ги разберат туристите, особено ако се интересираат нели за тие делови и за историјата. Европските групи се интересираат повеќе и за политичката ситуација и за историјата, како што сме поминале. Групите што се малку подалеку, секако малку има подалеч на нашата историја, така што се задоволни со помалку податоци нели околу тој дел и секако сакаат некои интересни работи. Тие туристи со кои контактираш, дали имале претходни сознание за Македонија? Од моје искуство можам да кажам дека многу малце ја познаваа и многу малце знаеа кога ќе дојдат во Македонија. Па така, всушност, секако си во право, најголем дел од туристите речиси не чуле, може би чуле Александар Македонски, секако и не мешаат со Грција, со... Да, па не се сигурни, но има ретки скучоци, луѓе кои што се интересирале и прочитале, но најголем дел не, и јас бидејќи работам и на голем дел балкански тури, за жал, ја одбрале таа тура, затоа што имало вклучено и други држави кои што биле попромовирани, а Македонија и можам да кажам дека е навистина едно големо изненадување, бидејќи понекогаш е и лошо да имаат преголеми очекувања, затоа што на лице место може да се разочараат, а кај нас е сосема спротивното. Очекувањата се ниски, не очекуваат што се ние имаме во Македонија и кога ќе дојдат, тие се воодушевени дека никогаш не чуле, а што се тука има и што може да се види. И колку не сме свесни што се имаме ние. И тоа. Како дојде, ти си родена во Кратово, како дојде до идеја да објавиш книга за Кратово и нејзините убавини? Лично, во моето срце Кратово има една голема улога,
бидејќи е по мене град кој останал со своите приказни, со своите случувања, со она што го има да го прикаже, нешто што многу малце сме го искористиле во однос на туризам. Така, па јас всушност една идеја уште од одамна, не можам да се сетам која година беше, ми даде една туристка. Она ми рече како да напишам книга за Кратово, и јас викам или туристички водич, нешто такво. И јас викам, ама всушност веќе има напишано издание, и она вика, ама ти како млад човек, млад водич, да напишеш од твоја перспектива. И всушност јас веќе, мислам како прво вакво издание малку посериозно е ова, јас веќе имам напишано краток посликовит водич за Кратово. Оваа книга всушност е мојата магистратура на Институтот за фолклор Марко Цепенков, и морам да признам дека тука најголемата поддршка и потик за да го издадам како книга оваа магистратура беше од мојот професор доктор Зоранчо Малинов, кој што ми беше ментор, и тој, баш кога имав промоција, потенцира дека всушност сите негови магистранти издале книга и не сакаше секако, а и во неговото срце, исто како кај тебе, посебно место после Штип има Кратово, и баш ми е тоа мило, вака што запознавам луѓе. Јас секако Кратово ми е на прво место, но јас сум од Кратово, но вака луѓе кои што го ценат и сакаат Кратово, а не се од таму. Така што затоа одлучивме и со поддршка од Министерството аплицирав за проекти, така добив средствата, така што тоа ми помогна да можам да издадам оваа книга. Предходно исто така сум учествувала заедно со татко ми, со сестра ми во некои други изданија, ама како самостоен автор, ова ми е прво дело. Браво, и да има уште многу такви дела. Јас соработувам и се соработувам долго време со Стевче. Стевче ме воведе со неговите приказни во желбата да го откривам што повеќе Кратово, и соработувајќи со него почнав една приказна која идеше по азбучен ред за Кратово, и успеав сите букви да ги исполнам со по една приказна. Ќе ти го испратам тоа да го видиш. Може би на некој начин, сакам да кажам дека Кратово буквално има да исполни апсолутно се што можете да замислите, и денот, и прошетката, и архитектурата, и храната, и нема што не може да понуди. Мене навистина ми е жал што во ниедна стратегија на туризмот на државните органи Кратово не е ставено како туристички потенцијал или место кое треба да се посети со неговите приказни, да се наведе нешто кратко или така. И едноставно несватливо ми е да се нема желба да од тоа се направи една прекрасна приказна во која буквално секој ќе може да сака да дојде да ја види. Всушност и мене навистина тоа не ми е јасно, бидејќи јас мислам се познаваме и поудамна, јас ги пратам ова баш од Адош, не сум ги прочитала, баш сакам да ги прочитам. Не ги објавува. Затоа, значи, јас дело имам прочитано, што објавувате по социјалните мрежи, и секако одамна ве следам што пишувате, навистина интересни податоци давате, и секако со Чичко Стевче имам една убава соработка, секако никогаш не изоставам да однесам туристи таму, бидејќи навистина интересен дел со кацаната сол, и секако со неговите приказни. И самата куќа која е секако и самата куќа, која што е оригинална. Јас навистина се трудам, иако, мислам, ценат навистина и луѓето и од Кратово, и тие што си селени од Кратово и во странство, и ме сретнуваат не само за Кратово, и за Македонија, ми честитаат, ме фалат дека навистина се трудам да промовирам. Јас сум се трудела и на повеќе агенции да пробам да го продадам Кратово, и за жал јас не знам, бидејќи кај нас кога ќе дојдат странски туристи, да знам дека некои се со ограничено време, но само Скопје и Охрид знам. Мислам, јас немам ништо против, фала му на Господ, од тие градови навистина заработувам, бидејќи таму имам најмногу тури, но навистина е штета еден таков град
Јас што би рекла, може малку звучи по секојдневно, ама златна кокошка имаме и не ја користиме. Значи, таков еден град да беше во друга држава, немаше да го остават вака. Значи, еве, јас се трудам да продадам на туристите, ја губам битката често со Косово, бидејќи тоа го разбирам, бидејќи сакаат да стават уште еден печат на некој начин во пасошот, ако имаат слободен ден, ама кога имаат повеќе денови, не можам да го продадам Кратово, затоа што они не чуле. Они кога ќе дојдат, ако успеш да ги убедиш, ќе им пратиш, е друго. Ама веќе кога некој бил таму, испромовирал, значи мора што повеќе. Во денешно време дури мислам дека пали да отидат да направиш едно инстаграмско место, што би се рекло за фотографии и да се прочуе и секој ќе сака да отиде таму. Затоа што на вистина знам, на некои тури може не им одговара затоа што одат Западна Македонија. Ами имаме тури кои што одат во Македонија и ќе видат многу малку само западниот дел, може би Битола преку централниот враќање, не само Кратово, цела источна, североисточна, југоисточна Македонија е занемарена. Јас не знам зошто е тоа така, еве јас се надевам и да апел до сите агенции, еве и до институциите кои што се задолжени за ова, треба ние да го искористиме, затоа што еве и во разговорот претходно со тебе, значи Кратово има 6 средновековни кули, средновековни мостови, подземни тунели кои што се надеваме ќе можат и да откопаат повеќе за да можат да се покажат. Самата локација е на вистина специфична. Во вулкан, значи. Се гледа, јас тоа не го имав ни приметено, зашто јас секогаш сум патувала обратно од Кратово на кај Скопје. Но една колешка морам да ја поздравам, македонка што живее во Холандија, почна да донесува холандски туристи, има прекрасна тура, има вклучено се и наместо да води она може секако и лиценца да земе бидејќи е македонка, но има локални тури, водичи. Значи секаде си има и мене и сестра ми за Кратово, бидејќи сме од Кратово, и ми вика, кажи им, вика, патувавме еднаш заедно со туристите на кај Кратово, кажи им како се минува релјавот. И навистина јас сваќам дека од низина, да, планините во ред што го колуваат Скопје, ама потоа почнува вулкански регион и навистина се менува, значи навистина е многу специфично. И самата местоположба на градот така нацрткани куки како што се единствен град што малку може да е сличен нели Крушево, ама само по местоположбата. Ама Крушево е само на брдото. Само на брдо, само тој дел, да. А ова е внатре, навистина интересна локација. И мислам дека зборував со еден возач, не може ни да ми текне македонец, кој што ценел такви работи, имал пропатувано и дошол у Кратово и вака вика, го гледам градчево и не ми се верува колку е специфично. Значи некој што навистина цени. Ние не можеме да цениме толку од Кратово, бидејќи сме ние израснати со тој регион. Ние до пред 10 години поминувавме пред Кула од 14 век, онака секојдневно и воопшто на луѓето не беше значено, додека еве Чичко Стевче секако уште пред мене и јас почнав да се појавувам по телевизиите и почнавме да ги објаснуваме тие кули, тие мостови и луѓето почна и ме застануваа на улица и ми вела дека научиле од мене многу работи. И еднаш знам дека јас малку отвара волонтерски во кулата, во сад кулата во Кратово, до неа живееше еден човек, постар господин, го има и на некои реклами за Кратово, секогаш облечен кај дотеран со костум, со шеширче. Човекот, значи, не успеа да се качи до горе, зашто беше многу постар, не ми текнува колку години имал, ама никогаш не видел до кулата, а седел до неа, мислам, куќата му, се качи до првиот кат и беше навистина интересно, затоа што претходно реално и пред реконструкција, па и после реконструкција не беа отворени кулите. Сега еве секако со договор со музеот, се надевам дека ќе продолжат сезонски и за викенда работат, особено сабота работеа, за недела нели најчесто не се, но во договор со музеот секако може нели нешто да се направи. Навистина е битно нели кога ќе се отиде во Кратово да може да се влезе во една од кулите. Не е само тоа. Државните органи кои се задолжени за туризам прават од време на време туристички саеми по бившиве простори. Ако на тој саем не е представен градот, ако не е пренесува некој таа приказна, тоа е навистина не знаеме што правиме.
Точно. Јас целосно се согласувам и не само саимите во околината. Ги земав како пример. Да, и во други саими и навистина јас морам да кажам дека навистина јас многу ретко гледам дека Кратово е застапено, не дека сум од Кратово, ама ја навистина мислам дека 3 топ града во Македонија се стварно Охрид, Скопје и Кратово и навистина е штета еден таков град што иако сме мали, јас им велам на туристи таму не доаѓаат ни за плажа, не доаѓаат ни за ноќен живот. Че тие доаѓаат да запознаат гастрономијата, секако, бидејќи им се допаѓа храната, тие кули и мостови кои што и подземни ходници, кај што никаде ги нема. Значи, ова се кули во кои што се живеело. Да. Не биле само одбрамбени кули кои што на тврдините ги има на многу места. Значи, ова се навистина поинакви кули. Не сум прошетала секаде во светот, имам прошетано доста во Европа, ама јас вакво нешто слично немам видено, како кај нас. Нешто што е уникатно, што ние не знаеме да го презентираме и да го продадеме, што е најстрашно. Во целата таа ситуација, рече 13 години си во туризмот. Кажи ми, предпоставувам дека имаш многу впечатоци на луѓе кои првпат влегле во Македонија, кои имале можност да видат и Скопје, и Охрид, и Кратово, доживувањето или нивната реакција на сето тоа. Така. Јас, за жал, не сум никој човек што брои, навистина ми е жал што не сум изброила колку туристи имам до сега, но да, секако многу туристи, затоа што сум водела и доста групи, индивидуалци. Јас, како што спомнав и на почетокот, значи, печатоците се навистина позитивни, затоа што ништо не очекувале, иако го тоа потенцирам, не е тоа пресудниот фактор, бидејќи навистина Македонија има многу да понуди. Значи, воодушевени се од градовите, воодушевени се од Скопје, воодушевени се од Охрид, исто така и од Кратово. Воодушевени се од нашата храна, затоа што навистина се познава дека имаме се уште природна храна, особено и рестораните, пазарчињата, секој со различни интереси сум водела групи секако и на пазар, затоа што сакале да видат што имаме. Дури малку беа изненадени, тоа е еден од што ми останува сега во сеќавање, дека имаме ние многу зеленчук, особено еви на пазарите, стварно произведуваме, а дека во рестораните не се нуди толку голема, освен салатите, нели нормално нешто зеленчук на скара, не се нуди толку многу зеленчук. И јас размислувајќи зошто е тоа така, кога ние стварно имаме, јас сваќам дека ние како домаќинства дома често јадеме и пипери, патлиџани, праси, се тоа. Значи тоа ни е нешто храна за дома. Тоа е нормално. Да, значи ние кога идеме у кафана сакаме да јадеме месо. Така што најчесто месо, секако салатата со ракијата и една од работите што можам да истакнам што е различна, еве јас бидејќи работам со шпански групи, ама мислам дека глобала е така со групите, не можат да го разберат на нашето пиење на ракија со салата, бидејќи за нас е аперитив, нели, за почеток, а за шпанците е дигестив. Значи они ракијата ја пијат на крај. Значи, ја викаат агуардиенте, или еве на италијански е грапа, ама они сакаат на крајот како дигестив. Јас тоа им кажувам дека за нас е пак несватливо, бидејќи ние кога ќе почнат главното јадење месото, никој не пие веќе ракија, се пие или вино или пиво. Тоа е една од разликите, значи, што друго им се допаднало, воодушевени се и од природата, колку имаме ние и планини, бидејќи ние всушност сме втора најпланинска држава во Европа, 7 во светот. Единствена што има повеќе планини во Европа е Црна Гора. Иако моите туристи... И не знаеме да го искористиме. Не знаеме, дефинитивно, затоа што иве планинскиот туризам, мислам дека јас не сум планински водич, ќе ми извинат колегите ако грешам, ама јас мислам дека планините имаат огромен исто потенцијал кој воопшто не е искористен, а тука можам слободно да кажам дека источниот дел и североисточниот, Осоговските планини, тој дел воопшто не е искористен. Мислам пред се мора и да бидат маркирани нели патеките, да се овозможат некои услови, ама сепак има можност, има потенцијал, но не е искористен. Иако сите нели кога ќе кажеме планини, прво им текнува Швајцарија, всушност ја ги прашувам, викам, дали знаете која е прва најпланинска држава? И сите вика дека е Швајцарија, не викам Швајцарија на 3-то место после нас, ама ети тоа им кажувам дека
Среќа меѓу планините имаме и котлини, така што имаме нели и земјоделско земјиште, ете Струмица, тој регион, секако го потенцирам делот дека оризот што го имаме всушност на Балканот, како што знам јас, ние мислам дека дел Војводина произведува само ориз, никој друг не произведува ориз, што исто така еден интересен факт. И еве морам да признам дека за жал ретко тој регион сум го водела, неколку пати Бејрово, Кочани не сум можела да ги покажам тие оризови полиња. Се сеќавам кога бев неколку пати Бејрово, не било веројатно сезоната, бидејќи не се гледаше нели баш оризот, но тоа би било една интересна тура. Ми излезе пред некое време видео од дрон направено со оризовите полиња. Да. Значи тоа не можеш да поверуваш дека навистина е Македонија, и тоа ние самите не го знаевме, бидејќи пред се не сме го виделе како од тичја перспектива, сме поминувале таму, ама ми било фасцинантно уште како дете, бидејќи многу вода било нели потребно. Време, кога ги носев, беа воодушевени од памукот кој се гаеше. Сега, за жал, многу малце го има. И тоа е нешто што кај нив исто оставаше печаток, без див беа дека такво нешто се произведува и дека еве едноставно сме земја богата со сите можни работи кои ние самите веројатно ги доживуваме секојдневно и за нас не се некоја атракција, меѓутоа другите да. Кажи ми од искуството по другите држави каде што си одела, во делот на туризмот, како тој функционира таму и ова што е наше, колкава е разликата? Јас знам, меѓутоа сакам да... Така, па добро, јас нема да споредувам со други држави, нели поразвиени, еве можеме да почнеме од соседите. Бугарија не ја толку знам, бидејќи не сум била на балкански тури таму. Албанија можеме да ја потенцираме како еден позитивен пример, кој што јас секогаш велам дека од камен направија атракција, вредни се луѓето, работат и го заслужуваат. Сепак не дека сум од Македонија, ама искуството од моите туристи е дека Македонија има многу повеќе, дури од тоа малку што го гледаат, зашто гледаат стварно многу малку, тоа се балкански тури кои што секако се ограничени со време 2-3 дена во Македонија, 1-2 дена во Албанија, во Црна Гора, но сепак, значи, Албанија толку напредуваше, ама тоа се должи на промоцијата. Како што го спомнавме, затоа што јас се трудам, ама јас како индивидуалец и ти не можеме до толку да стигнеме. Значи, државата мора да вложи во промоција. Ние немаме проспекти или нешто што е CD или да кажам да ја пренесе таа спакувана приказна со убави. Треба тоа да се направи, бидејќи Албанија, јас се сеќавам на споредбите, сега како беше, мислам дека за 25-та година, не зборам за бројки, не ги памтам, но знам дека буџетот на Албанија за реклама беше не знам колку пати поголем од буџетот на Македонија. Така што се гледа таа разлика, мислам дека сами знаеме и сами сме свесни дека колку луѓе млади и па и повозрасни се иселуваат, и мислам дека еден од потенцијалите кои што Македонија има е туризмот, и навистина туризмот е гранка која што носи многу бенефити за многу голем број држави. Ја многу пати сум рекла дека Македонија може да живее од туризам. Може, дефинитивно. Дека тоа може да биде единствено нешто што може овдека да се одвива и да има работа за секој и да може да секој учествува во сето тоа. Морам да напоменам дека една работа која скоро со сите соговорници ја кажувам е желбата на луѓето да го одживеат моментот на живењето во Македонија, да речеме да дојдат на недела дена и да ако се некаде во некое село да молзат, да прават сирење, да едноставно го живеат тој живот кој го живееме ние. Ние тоа апсолутно не ни помислуваме да го направиме, а тоа е нешто што е во некој тренд. Па да, штета баш, бидејќи јас тоа го спомнувам. Јас лани се сеќавам прочитав дека во Албанија пишува некој турист дека му платил 2 евра да си набере црешни, мало, значи црешнива знаеме, дај Боже кога раѓаат, значи сам да си набере и плаќа за набраните црешни, што сам, а човеков што има, веројатно има повеќе, не може сам да ги набере. И значи замислете, во денешно време токму тоа стана интересно, активен туризам. На пример, берење тутун. Да, и тоа, да. Нешто, берење, нишење, нешто кое е доживување, кое едноставно
не може да го сетам. Така. Па јас сега баш имав една група фотографии од Шпанија и поминавме таму. Немавме нели таков дел, но сепак им ги покажав кај што го сушеа тутунот, значи имаше веќе суви низи. Јас ова морам да го потенцирам, еве ќе го поздравам пак Чичко Стефча. Јас се трудам моите тури да бидат не само историја, туку им пеам на групите, играм оро сама, ги терам они да учат, рецитирам поезија, тоа е интересен дел, ама кога ќе видам кои слики ќе ги објават од кацањето на солта во Кратово. Значи дојдов на време на туризам кога најинтересното е ти да ги натераш да работат. Така да ја не сум многу погодвењето, ама мислам дека во иднина ќе земам престилката и ќе сукаме баница заедно бидејќи тоа сакаат. Јас се сеќавам една колешка однесов така за да стави во турата Кратово, ама сакавме уникатно да биде. Ја однесов на сукање на зелник, подвршник го правевме и беше толку интересно зашто на времето се сеќава, малку постара од мене, се сеќава како мајка и баба и правеле и беше интересно кога зема да сука. Значи, во денешно време треба туристива да ги натераме да работат и тоа е интересно. И сакаат. Значи, активноста тоа сакаат. Еве часови подготвање ми побарале неколку пати, за жал особено за група не сакале да гледаат, сакале они да учествуваат и тоа што викаш. За жал ние немаме некој кој што има кујна голема, која што ќе може да возможи дури ни за 15 души не можеш да најдеш. Може би за 2-3. Тоа може во хотелот, да речеме, да се договори и да се прави таа национална храна која така. Па нешто во која сами ќе учествува да тоа го направи. Така. Да. Па тоа е една интересна опција, нели, да се направи храната, и така настоја кацаната сол, како што реков, правење ракија. Имавме такво барање, ама се погодија туристите дека беше период, ми објасни Чичко Стефча, дека не се прави тој период ракијата, бидејќи веќе поминало тој дел, па има следна сезона, не сум стручнак за ракија, ама беше интересно, го однесовме како нели има мал музеј, објаснивме нели како што, ама туристот веќе знаеше, затоа што он веќе си правил дома и сакаше да види споредба како се прави. Како тоа кај нас. Така, пробавме ракија на крајот. Степче ме водеше и кај еден кој суши месо. Да, имаме и тоа во Кратово. Се уште, значи тоа е интересно, бидејќи полека домакинствава, иако голем дел сами си го сушевме месото, ама полека замира тоа секој сам да го прави, така што има неколку луѓе, односно за еден знам дека суши рестораните секако си го прават сами, така што носиме месо да ни сушат. Претходно еве и татко ми го правеше, сега гледаме полесно е некој друг да го направи, нормално ќе му платиш, бидејќи кај нас се уште си постои таа традиција или сувото месо, свинското да го исушиме, да имаме за зима, за различни специјалитети, не само пастрамајката. Бидејќи пастрамајката најголем дел прават и домакинките дома, ама е ресторански специјалитет, бидејќи треба мајстори кои што навистина знаат да ја направат. Дома не секој се нафаќа, не секој знае, но дома го користиме за многу други работи месото, така што и само месото е прекрасно, нели? Мислам кој сака месо, кој сака свинско месо и затоа тој гастрономски туризам, рестораните се полни со туристи, па би ги нарекла сепак туристи од други градови од Македонија, кои што доаѓаат во Кратово за викенд само за пастрамајката и во тоа користат, бидејќи јас велам, можеби немаме диско, ноќен живот, но места за фотографии имаме за не знам колку денови, секој ден да правиш различни фотографии, бидејќи имаме и тие кули, и мостови, и природа, и старите борови, значи навистина, и тоа гледам дека младите го сватија полека, бидејќи ако не на друг начин си го промовираме градот со нашите фотографии, кои што ќе се сликаш тука, ќе се сликаш на друго место, ќе види никој, ќе го заинтересира и може ќе дојде. Старата чаршија, кај што е за најчистото, почна да заживува. Барем таков имам впечаток. Многу занаети веќе може би одамна ги нема, меѓутоа е на некој начин можност да тоа се импровизира или направи, пак да кажам, за туристите. Она што воопшто во туризмот мислам дека не водиме многу сметка, тоа е сувенирот. Сувенирот е нешто што ќе го купи, ќе го однесе дома, ќе им раскаже каде бил и што тоа значи и донесува нови туристи. Ние тука многу малце водиме сметка за добар
сувенир кој ќе не представи за да може да намами други. Така, кој ќе има приказна. Па да, тоа е убаво размислување, да треба убав сувенир, секако не многу голем, бидејќи голем дел патуваат нели со авион со ограничен багаж. Но да, тоа е, па ева да, во Кратово ние и немавме сувенирница. Ева, јас отвори 2015 година нарачно изработени сувенири, кои што секако не сега толку активно ги продавам. Имаш уште една сувенирница што ја отворија, па ја затворија брзо. Сега останаа само музеот на град Кратово, кај што има некои сувенири и гледам неколку еден бутик, знам дека има магнети, нешто такво, значи нема. Во Кратово, за жал, нема толку многу кај што може да се купи, но јас се надевам дека со зголемувањето на бројката на туристи ќе се појави нели и повеќе луѓе што произведуваат. Желба да, желба. Имаме уште една девојка која што работи од дома како занаидчика, која што прави преубави изработки, исто така и магнети, накит исто од природата, значи со епоксидна смола, различни работи. И сега ние тука сме разговарале неколку пати, бидејќи за жал има туристи и никогаш нема, не можеш секој од тие занаидчи нели да отвори своја продавница. Идејата беше, се надевам дека ќе се уствари, се надевам дека од општина ќе се потсетат на таа идеја да се отвори една сувенирница, каде што сите да ги пласираме тие изработки. Затоа што имаме некои што изработуваат природни креми, имаме една што изработува од дрво. Ева, девојкава што ја спомнав, исто така од шлегово, значи Елена, различни материјали, навистина прекрасно работи. Јас еве исто така и ние сувенирите ни беа исто од природни материјали, сестра ми исто така правеше и преубави слики, дела на платно со кулите, мостовите, бидејќи понекогаш имало и за тоа побарувачка, немало од кај да купат, така што можам да признам дека ние тие најголем дел што ги изработи сестра ми ги продадовме и сега малку сме концентрирани повеќе на водењето на тури, а не толку на сувенирите, но ева како што реков, доколку има нели побарувачка, добра идеја би било да се направи една таква продавница кај што сите занаидчи ќе можат. Ќустиците исто така не ги спомнав, имаме се уште човек кој што ги изработува, така што и тоа нели може да се стави во понудата, бидејќи е навистина уникатно. И јас не знам, ама патувајќи низ Македонија, јас не сум видела, освен на носиите, никој друг не изработува. Барем во продажба не сум видела, може не познавам некој, ама кај нас се уште има луѓе кои што знаат тоа да го работат. Збора воопшто за сувенирите, на нас ни е тоа слаба точка. Со Стевче пак ја го спомнам, правевме една тура на чаеви, берење на чаеви. Стевче, неговата куќа има буквално од сите врсти чаеви. И тоа е исто една убава можност и интересна, предизвика многу внимание понудата на таа тура. Еве уште еден начин да на некој начин се нешто направи што е уникатно, што може да отиде сам да набере, да му се објасни како да тоа го суши, како да го користи, што тоа значи. Па тоа е навистина баш убава идеја ви тикнало. Јас слична идеја добив кога во Црна Гора јадевме во еден ресторан и природен чај го спакувале во хартиено такво кутивче и на дамите, на жениве им подари газдата, после јадењето им подари чај. И на мене исто така. Значи, сикаме и види, ова ќе ти остане кутичето, пишува Црна Гора, ваков чај или тоа и чајот, баш интересна идеја беше. А јас, мислам, ако не грешам, јас така прочитав дека планинскиот чај, јас претходно, бидејќи навистина не сум стручна, ја мислев дека тоа е комбинација од повеќе билки. А всушност тоа е една билка и јас им ја покажувам у Битола обично на пазарот, таму има една тезга, и ми ја покажувам на туристите, бидејќи ја како што сватив, или само на Балканот, или само Македонија го има тој чај. Јас прочитав само Македонија, но не сум сигурна, ама навистина интересно, бидејќи така им го раскажувам на туристите и навистина имаат и пробувано у ресторан, нели, која ќе има, се од кесичка, нели, ама имаат пробувано планински чај, ако го одам во Битола на пазарот, им го покажувам таму. Самата можност да наберат, да разберат кој чај е што е, да го однесат, да го сушат и да го користат после тоа е нешто што е на некој начин и обука. Да не кажам дека едноставно
И ние, македонците, не си ги знаеме сите чаеви и не знаеме како тоа да го искористиме. Мислам дека за Кратово може да се зборува 3 дена и да не биде доста. Она што на вистина во одушевува е самата понуда на сето тоа што има. Морам да спомнам дека со Стевче јас долго време пробував да изменам некои работи. Кратово е познато по Дубровчани. Имате и улица која се вика Дубровчани. Изграден е мостот, Радин мост со помош на дубровчаните. И сето тоа е нешто, поврзувањето на Дубровник со, пробувавме да фамилии поврзаме, е нешто што исто така е уникатна понуда и што нешто може да биде интересно и за дубровчаните и за луѓето кои се во Кратово. Има неколку куќи кои се уште празни, а се на Дубровчани, колку има кажано Стевче. И мене таа приказна ми е многу интересна. Јас мислам, ако не се лажам, бидејќи мене ме интересираше таа приказна, одамна не сум била во Дубровник на тура, почетокот на годината, претходно многу често идев. Јас мислам дека, ако не се лажам, дека у Дубровник има Кратовска улица. Да. Тоа мислам дека го најдов. Тоа е интересно поврзување, бидејќи, според некои податоци, билат 72 фамилии, ако не се лажам, од Дубровник дошле во Кратово. Тука ја ќе се надоврзам на нешто што направивме ја и сестра ми, направивме ДНК анализа за да видиме од кои држави потекнуваме. И сега, значи, очекувано беше, не знам, околу 45% како беше, веќе заборавив, од балканскиве земји имам тука, ама од една држава имам 28,5% од Италија. Како од Италија? Ја прво си размислувам. И сваќам дека уствари, Дубровник со Венецијанската република поврзано, може би е тоа поврзаноста зашто јас имам толку гени од Италија. Бидејќи имам добро 12% или скоро 13% имам гени исто од Германија, тие делови. Тоа е многу јасно од каде, шлезите, сасите што дошле во Кратово, рударите, но ова ми беше навистина чудно и мислам дека тоа е поврзаноста. Затоа што нема на друг начин, фамилиарно сега и ние не ја знаеме лозата многу до поодамна, но сепак од овој дел не знам дека некој предок ми дошол од Италија, нели? Така што мислам дека тоа е поврзаноста и навистина е интересно. Јас пробав тоа да го споделам со неколку колеги таму во Дубровник што не воделе, бидејќи секако, ја како водич не водам во други држави, туку имам локалци. Не знае, јас пробав, спомнав и еве ги имам неколку колешки еве и на Инстаграм и мислам дека они ми ги следат приказните што ги објавувам, тие работи, ама ова ми е убава идеја и за мене да направам некои видеа кои што ќе го поврзам Дубровник. Само тоа, оддавате почит на тие 72 фамилии кои живееле во Дубровник, кои допринесле многу работи да бидат како треба. Ја не знам колку на некој кој ќе дојде му значи дека Дубровчани учествувале во изградба на Радин мост со своји средства што ги дале за да го поврзат со другиот крај. Меѓутоа, пак ќе кажам, една таква соработка, едно такво да се однесат нашите во Дубровник да ја видат Кратовската улица и сето тоа е нешто што после тоа само може да се развива на повеќе. Јас бидејќи работам повеќе со incoming туризам, па размислувам на обратната насока, да донесеме ние Хрвати, а не само Хрвати. Ние можеме на некој начин и да го поврзаме Кратово со Дубровник и за странски туристи, затоа што Дубровник, колку е посетен Дубровник, а колку е посетено Кратово. Така што на некој начин, ако ги поврзаме приказните, ние би имале навистина бенефит. Добра идеја сега ми даде, можеме да почнеме од видеа обични, но треба ова да се направи, бидејќи навистина Дубровник е исто така прекрасен град кој што е многу искористен за туризам, а мислам дека тоа може да му помогне и на Кратово. Со овие приказни само сакам да иницирам колку е Кратово богато, колку има што да понуди, а едноставно ние навистина не знаеме да го искористиме. Се иритирам кога го зборувам ова. Бидејќи не знаеме да го искористиме и да на едноставен начин направиме убави приказни кои ќе го привлеча секој кој не чу, не знае, агенциите кои продаваат аранжмани, буквално
приказната е таа од која се почнува. Така. Па јас целосно те разбирам, бидејќи јас мислам ценам и сакам да видам нели други места, но ета ти останува тоа чувство дека некој продал, ќе видиш дека нема ништо таму, а одат толку туристи, а ти имаш толку да понудиш како еден град музеј на отворено, а нема туристи. Тоа е тоа. Кажи ми малце повеќе за твоето искуство со странци. Не само во Македонија, него воопшто. Во работењето те потпрашав, меѓутоа мислам дека не доволно направивме темата, дека споредувајќи го туризмот таму, каде што имаш можност да видиш како тоа се одвива и да се направи нешто повеќе кај нас, јас мислам дека рековме Дубровник, со работка на градоначалникот од Дубровник со градоначалникот од Кратово, може да допринесе барем 40% да таа приказна иде нагоре. Така. Па добро сега, како што реков, зборувам као пример. Јас почнав нели со Албанија, всушност, затоа што од нив навистина треба да се учи, бидејќи беа далеку зад нас и во туризам и во се, ама сега. Значи, јас гледам многу корисно, бидејќи они почнаа да произведуваат и занаичиски, ама сакав да кажам земјоделски производи, кои што ги продаваат директно на рестораните и на хотелите. Значи, на тој начин они почнаа да ги потикнуваат луѓето кои што произведуваат, да произведуваат и повеќе, за да можат. Затоа што многу е битно кај имаш ти да го пласираш. Еве кај нас, например, кратовскиот компир, кој што го имаме. Значи, треба повеќе да се произведува, затоа што навистина е добар. Имаме и други градови. Како помина сега Компиријадата? Па убаво, и тоа баш убаво и мислам дека треба Кратово можеби не од странство да земаме идеја и од други градови како што Охрид, бидејќи секој ден во летото има некаков настан. Бидејќи тоа фали исто малку да се збогати културно-уметничката програма и таквите настани како Компиријадата, Златните денови, Свети Ѓорги Кратовски привлекуваат туристи. Треба да се направат повеќе настани. Мислам дека ни фали една пастра мајкијада, може би како и да треба да се вика, нели? Сепак не би била иста како штипската, се разликува пастра мајката. Значи тоа е едно нешто што може да се направи. Друго што можеме да земаме и пример, како што реков, е зголемување на промоцијата на ниво на државата, за да можат да се пласираат на различни телевизии, што тоа го прави Албанија, и мислам дека треба исто така да земаме пример, бидејќи сега гледам колегите сите отишле во Лондон на сајм за туризам. Не знам како точно се вика, ама за туризам. Од Македонија ја не видов никој да отишол, а морам да искрено да признам, јас не знаев дека го има, ама реално покомплицирано е нели Велика Британија, затоа што ти треба виза, но треба ние да се представиме на повеќе саеми и како што спомна ти, да представиме повеќе градови, да ја збогатиме туристичката понуда и да не биде дека Македонија е држава во која што можеш ти да поминеш само 2 дена и да мислиш дека си видел се што има да се види, а треба да го збогатиме, затоа што јас во Македонија јас сум правела понуди за тури што можеби и 15 дена биле низ Македонија да се видат најбитните работи, затоа што секое село има своја приказна, секој град не зборам, туку и село има приказна, имаме ние прекрасни села со интересни работи, така што ние треба да ја промовираме Македонија како една дестинација која што има повеќе денови да се види, а не дека е доволно само 2 дена. Да, ти имаш една идеја, може ќе го видиш само Скопје, може Скопје и Охрид, ќе го протрачаш и ќе сватиш дека тоа не ти било доволно. И мора една добра стратегија која со години не е направена, да си го знае секој своето место и да иде во тој правец. Тоа е секако точно, да, треба една стратегија на ниво на државата и секако општините да се ја следат и да се приклучат и да дадат и своји идеи нели подетално. За жал од режија ми кажува дека сме при на крај. Ние ќе мора да завршиме со разговорот. Мене многу ми беше драго што дојде и што направивме. Кратово ми е болна точка и навистина сакам да зборувам за него што повеќе. Мислам дека заслужува да биде туристичка дестинација. По мене би можело да биде дури и број 1.
ако тоа добро се обработи. И јас се надевам, ти благодарам многу на поканата и јас се надевам и еве сабурам тоа да го направиме Кратово и секако и Македонија да ја ставиме на мапата на сите туристи да ја посетат и од Европа и од други континенти. Јас се надевам дека ќе ти се допадне мојата книга, дека нешто ќе научиш како јас што сум научила од тебе, можеби се надевам по нешто. Ето тоа е, значи, благодарам за поканата уште еднаш. Ова беше се, драги мои. Се надевам дека уживавте во разговорот.